Тажен ден за Македонија по големата трагедија која се случи во Кочани синоќа. Туку што заврши пресконференцијата на премиерот Христијан Мицкоски, кој најави одговорност на сите нивоа, битка на честните против нечестните, 7-дневна жалост, строги контроли кои, како што вели, ниту милиметар нема да дозволат да се отстапи од законските прописи кога станува збор за објектите како оној во кој се случи оваа трагедија. Катерина Нешкова ја следеше пресконференцијата на Мицкоски, ја вклучуваме во живо од владата. Катерина, кои се пораките од владата? Да, после владината вонредна седница прогласената 7-дневна жалост во Македонија поради големата трагедија во Кочани се одржи и пресконференција од страна на премиерот Мицкоски. Знамињата се веќе на половина копие, од утре посебен режим на работа на угостителските објекти, но и засилени контроли. Мицкоски се согласи дека ова е најтажниот ден што го доживеа Македонија во изминативе 30 години, резултат на еден коруптивен систем. Ја гледаме неговата прва порака. Катерина, имаме мали технички проблеми со тонските изјави. Пресконференцијата на премиерот туку што заврши. Може ли да ни сублимираш кои се најавите, а потоа ќе ги слушнеме и изјавите од Мицкоски? Според она што го кажа Мицкоски, за овој настан ќе има силна кривична одговорност, како што кажа дека ќе бидат вклучени во низ сите инволвирани лица, независно од тоа од која политичка партија се, на кое ниво, исто така каква професија се вршеле во моментот и на која функција биле, но најави и една морална одговорност. Рече, не бегаме од морална одговорност, иако покрај тоа што сме нова влада, само 9 месеци, и пораките од граѓаните се дека оваа несреќа е резултат на еден коруптивен систем кој што владее изминативе децении, не само сега. Сепак тој рече дека нема да бега од ваква морална одговорност, ќе има одговорност и за политички функционери од оваа власт, со тоа што прво ќе проба да се расчистат, како што рече, да води битка со коруптивниот систем кој што всушност ни ја јаде целата држава, и поради ова најави дори можни избори. Еве изјавата за одговорноста. Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Мицкоски со порака и до опозицијата, рече ова не е битка, меѓупартиска битка на ВМРО и СДСМ, туку на честни и нечестни. Ја гледаме и оваа негова порака. Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. Ова го зборувам за сите честни луѓе во Македонија. И во ВМРО ДПМН, и во СДСМ, и во Вреди, и во Демократската унија за интеграција, и во сите други партии. Премиерот ги потврди информациите околу фалсификуваната лиценца со која што работел
локалот кој што првично било издадено како кабаре, но со погрешни печати. Ја гледаме и оваа изјава на премиерот. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Да, Катерина Мицкоски потврди дека има спорна лиценца, нелегална или фалсификувана. Двата термини беа лиферувани од владата денеска. Се очекува истрагата во целост да расветли каков бил тој документ, кој го издал и зошто досега не било откриено дека се работи за документ кој што не треба да биде во правна важност. Мицкоски одговараше и на прашање поврзано со вчерашна контрола на полицијата во самиот објект. Имало или немало вчера на самата кобна ноќ проверка некаква на полицијата токму во овој локал? Да, имало полициска акција токму во овој локал која што се однесувала на контроли околу трговија со дрога и присуство на малолетници после полноќ. Зборуваше Мицковски за ова и каде всушност била полицијата во овие моменти, предлагам да ја чуеме и оваа изјава. Полицијата не била таму да контролира дали има важечка лиценца или не, туку се вршила проверка, бидејќи постоеле информации и основано сомневање дека се тргува со недозволени супстанции и дека во местото има малолетници. Полицијата доаѓа 5 минути пред да се случи, за жал, овој настан. И во тој момент група полицајци е со лице за кое што постои основано сомневање дека врши недозволено тргување со недозволени материјали, а додека полицајецот, кој што за жал е починат, врши легитимирање на гостите и констатира дали се тие малолетници или не се малолетници. Да, Катерина, беше најавено дека владата на денешната седница одлучувала и во однос на контроли за сите оние кои што работат во овој сектор. Што вели Мицковски, какви контроли ќе следуваат? Да, од утре Државниот пазарен инспекторат влегува во наредните 3 дена во сите можни локали кои што вршат угостителска дејност за да ги провери нивните лиценци и за да види дали се според стандарди. Гледаме и оваа порака на Мицковски. Од утре почнува голема акција, робусна акција, во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, сите дозволи за градба, сите дозволи за употреба, сите дозволи за работа на овие објекти. И јас сум убеден дека ќе најдеме стотици, да нечем десетици. Милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона некај. Катерина, ти благодарам. Мицковски на оваа пресконференција ги потврди информациите кои претходно беа лиферувани од министерот за внатрешни работи за побарана одговорност од поранешната државна секретарка во Министерството за економија